Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Мамо, почна да врне. Тоа е прекрасно, Тифам, затоа што ќе го измие правот. Го немаме видено Виктор. Дали е мртов? Не верувам. Но тато рече дека злите духови ќе го убијат, бидејќи секогаш зборува за Исус. Јас верувам дека Бог е посилен. Уф, мојата нога. Мајка и на Тифам се слизна и ја повреди ногата. Како сега ќе се врати дома? При поројниот дожд пристигнаа до мисионерската куќа и тропнаа на вратата. И кој отвори? Виктор. Тој беше жив. Влезете. Можете да се исушите покрај огнот. Додека се грижеа за стапалото на мајка ѝ, Тифам избувна. Ти ќе умреш. Татко ми те проколна со смрт. Се плашам. Не треба да останеме овде. Не треба да се плашиш. Магијата не може да ме повреди затоа што Исус е мојот Господ и ќе ме заштити. Виктор, те слушав на пазарот. Им поверував на твоите зборови и од тогаш имам мир во срцето. Разговорот направи мајка ѝ да се чувствува добро, но Тифам се уште се плашеше од татко ѝ. Ако некогаш слушне за ова... Беа изморени кога пристигнаа дома, а времето стануваше се полошо. Почна бура и врнеше непрекинато. Реката се излеа од коритото, улиците беа поплавени и поминаа денови пред некој да може да излезе надвор. Кој е? Виктор, зошто дојде овде? Се појави свлечиште. Поради лошото време паднале неколку карпи. Заминете некаде од куќата или ќе бидете закопани во калта. Тоа е глупаво. Ние остануваме овде. Духовите ќе не заштитат. Тие не можат да ви помогнат. Само живиот Бог може да ви помогне, само ако верувате во Него. Не сакам да го слушам тоа. Оди си. Излези од мојата куќа. Пред да замине, Виктор ја охрабри господја Орестил. Господјо Орестил, не плаши се. Бог е со тебе. Виктор само што излезе од куќата, Орестил ја симна својата најголема мачета и гневен излезе од куќата. Застани, тато. Не го прави тоа. Продолжуваме во следната драма. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!